Европската комисија потврди за Телма дека е стопирана исплатата на средствата од третата транша од ИПАР 3 програмата во Македонија, поради истрагата и апсењето на поранишниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев под сомнежи за мито. Владата на 29 октомври побарала од комисијата да ја биде исплатена сума од 2,9 милиони евра. Во сегашните околности, како стандардна превентивна мерка за заштита на буџетот на Европската Унија, комисијата одлучи да го прекине рокот за плаќање за декларацијата за расходите за третиот квартал од 2025 година во рамките на програмата ИПАР 3. Оваа превентивна мерка ги надополнува мерките што веќе ги презеде националниот службеник за авторизација, при што обете придонесуваат за обезбедување заштита на финансиските интереси на Европската Унија. Од Министерството за финансии официјално известување од комисијата се уште не добиле и потврдуваат дека ги побарале парите кои веќе им ги исплатиле на земјоделците. На 29 октомври се сертифицирани и побарани 2,9 милиони евра, кои се однесуваат на веќе исплатени 109 земјоделски корисници во третиот квартал од оваа година. И Европската Унија има рок до крајот на јануари 2026 година да ни ги исплати овие средства. Доека пак 15 корисници кои требало до крајот на годината да добијат 400.000 евра ќе почекаат исплата. Кога ќе биде повлечена суспензијата од Националниот координатор за авторизација, тогаш ќе ги добијат парите. Според процедурите, средствата за ИПАР програмата Европската комисија ги префрлува на сметка на земјава квартално по претходно поднесени барања согласно реализираните проекти. Со прекинувањето на последната транша, прашање е кога државата ќе ги добие парите и кога ќе продолжи исплатата и за останатите средства предвидени за ИПАР 3 програмата. Бидејќи се справуваме со парите на даночните обврзници на Европската Унија, очекуваме властите на Република Северна Македонија да продолжат да го сваќаат ова прашање многу сериозно. Комисијата е подготвена да продолжи да ги поддржува земјоделците, земјоделско-прехранбениот сектор и руралните области на Северна Македонија во иднина, под услов финансиските интереси на Европската Унија да бидат соодветно заштитени. Периодот за имплементација на ИПАР 3 е започнат од 2023 година, а треба да трае до 2027. До сега се затворени 5 повици вредни 65 милиони евра. Исплатени се само приближно 11 милиони евра. Вкупно 24 барања со поддршка од 7,4 милиони евра се обработуваат, но годинава се подпишани и други договори. Најголемиот е со фирма за преработка на овошје и зеленчук од 3 милиони евра. Пола пари, 1,5 милиони евра ќе треба да ги добие од ИПАР 3 програмата. Вкупно договорите изнесуваат речиси 14 милиони евра.